Боријан, здраво, живееш на првата авенија во Њујорк, во градот што никогаш не спие, но не е така деновиве поради кризата со коронавирусот. Каков е животот во Њујорк денес? Здраво и поздрав до гледачите. Еве, сите ние во цел свет се адаптираме на ново настанатите услови, па така да еве ние што сме во Њујорк затворени во некоја форма на карантин, се обидуваме да се приспособиме на животот. Градот кој не спие денес изгледа некако позаспан, бидејќи сите продавници и ресторани се затворени, освен супермаркетите и апотеките, така да се видлива голема намаленост на движење по улиците, на помал сообраќај и помалце луѓе по улиците. Меѓутоа, од друга страна, има зголемена посетеност на парковите во убаво време, каде што народ се обидува да излезе на свеж воздух. Работиш од дома, како и повеќето од нас во САД, во секторот за инфраструктурни инвестиции. Како е да се работи од дома? Како гледаш, например, на наглото забавување на економијата? Работата од дома е малце исто еден новитет на кој треба сите да се адаптираме, бидејќи сите работиме сега од дома, целото моје семејство е дома, децата имаат онлайн настава преку ден, со нив треба да се работат и домашни задачи. Сопругата работи исто онлайн за германска институција, така да е една нова динамика. Меѓутоа се адаптиравме во менаџирање на распоредот преку текот на денот. Во однос на економијата, мислам дека последиците ќе бидат многу големи, огромна зголеменост на невработеноста во неколку милиони за последните недели и мислам дека сме дојдени до момент кога економските последици ќе бидат посериозни од последиците од вирусот. Овдека постои едно чувство кое се зголемува дека народот сака што побрзо да заврши да сите се вратат на работа. Колку често купуваш во супермаркетите? Има ли долги редици во Њујорк? Функционира ли социјалното дистанцирање, например? По првичните една мала паника која се создаде првите денови, супермаркетите воспостави еден нормален ред, све е снабдено, ништо не недостасува, дури и гужвите се намалија, бидејќи луѓето сватија дека нема потреба од паника, доколку сето тоа го прифатат на еден начин во новонастанатата ситуација и темпо на живот. Социјалното дистанцирање постои, меѓутоа не е рестриктивно во смисло на некои забрани. Народ оди на отворена во паркови, на прошетки, на убаво време и меѓутоа сите објекти и институции каде што може да се луѓето собираат се затворени. Биди добар, остани со добро здравје и ти благодарам на разговорот. Ви благодарам и вас, поздрав до сите.